Во големата сала на Врховниот суд денеска почна судењето на 29 мината обвинети за мајските настани во Диво населје, кога беа убиени 8 македонски полицајци. Обвинетите одговараат за тероризам и нарушување на уставниот поредок. Под силно полициско обезбедување од утрото беше комплексот згради на скопските судови и на Врховниот, каде што се одржа судењето кое заврши пред околу 2 часа. Судскиот процес го следеше Кристина Краљевска-Јаначков. Прво обвинетиот Сами Окшини, познат како командант Соколи, денеска првично изјави дека делумно се чувствува виновен, но по паузата го смени исказот и како и останатите се изјасни дека не се чувствува виновен. Како течеше денешното рочиште, Кристина, слушаме од тебе, повели. Со доценене од час и половина денеска во големата сала на Врховниот суд се одржа првото рочиште за случајот Диво населје. Кругот на судовите претходно беше надлетуван со хеликоптер, се забележуваше зголемено присуство на полицајци и специјалци кои беа силно вооружени, а сообраќајот беше отежнат. Обвинетите, 29 албанци обвинети за учество во крвавата пристрелка од 9 и 10 мај под силно полициско обезбедување, денеска беа спроведени до судот, а таму одговараа за тероризам и кршење на уставниот поредок на државата. Како што кажавте, прво обвинетиот во случајот Диво населје Сами Окшини, или попознат како командант Соколи, откако најпрви даде исказ дека делумно ја прифаќа вината, се пишмани. Го прекина судијата со образложение дека на првото рочиште, според новиот закон за кривична постапка, тој смее да одговара само дали е виновен или не, а не и да образложува. Неговиот адвокат побара пауза, по паузата сите 29 обвинети се изјаснија дека не се чувствуваат виновни. Одбраната на обвинетите два пати побараа да се откажат рочиштето, да се презакаже рочиштето, но и во двата случаи судот ги отврли нивните барања како неосновани. Сега предлагам да ја слушнеме изјавата на бранителот на обвинетите Насер Рауфи. Нашите докази ќе се сведат во главна на вербални докази, а тоа ќе го сториме од кој ќе дојде стадиумот на испитување на обвинетите. Значи сите од овие обвинети ќе сака да дадат исказ и тоа го најавме денеска на главната расправа, додека пак за решителните факти, и тоа го истакна на главната расправа, ние сметаме дека има една генеза, значи една поврзаност на настаните Гошинци и Диво населје, и тоа токму со бомбите, така наречените бомби, пресушуваните разгори. Ние сме убедени, јас и поготово сите обвинети, дека со овој настан, со овие настана сакаше да се дефокусира јавноста од пресушуваните разговори. Еве го слушнавме адвокатот Рауфи. Кристина, и обвинителството ги изнесе денеска своите докази, своите аргументи. Што беше речено во судницата? Основното јавно обвинителство излезе со став дека со доказите прибавени во текот на истрагата, обвинетите се виновни и дека имаат докази со кои што во текот на следните рочишта ќе докажат дека обвинетите ќе бидат обвинети за тероризам и за кршење на уставниот поредок на државата. Исто така тие објаснија и постапката како функционирала терористичката групација, односно дека подолг период ја планирале акцијата во Кумановско Диво населје, со тоа што имале 3 нивоа на функционирање, и тоа имале командантна структура, потоа логистика за помагање и сместување на терористите и учесници во паравоена групација. Нивниот план започна во јануари 2015, каде што веќе на 21 април минатата година ја нападна карулата Гошинце, каде што спроведоа оружје до Диво населје, а нашите македонските безбедносни сили ја разбија оваа терористичка групација на 9 мај, каде што исходот беше со 8 жртви од македонските безбедносни сили, 10 лица загинаа од терористичката групација, имаше 42 тешко повредени. 17 од обвинетите се косовски државјани, 10 се македонски државјани, еден од нив има косовско и германско државјанство, додека еден е роден во Македонија, но е жител во Косово. Интересно е да се спомене дека денеска во текот на испрашувањето обвинетите изјавија дека повеќето од нив имаат високо образование и тоа дека се дипломирани психолози, исто така имаше и дипломци на Војната академија. Дел од нив се со основно образование, но најинтересно е тоа што еден од нив е и наш колега новинар. Следното рочиште е закажано за четврток. Тоа се деталите од денешното рочиште за случајот Диво населје. Кристина Краљевска-Јаначков беше тоа со детали од денешниот почеток на судењето за случувањата во Диво населје. Продолжуваме со дневникот.